Затоа што на Шанк сега го префрлуваме низ Македонија, ги представуваме убавините на Македонија, си ја тераме кампањата да си ја сакаме Македонија, да се запознаеме со нашите луѓе низ Македонија, затоа целиот е со идеи, со нешто и се му е поврзано да направи нешто за да сврти внимание, знаеш, не го прави од интерес. Од интерес. Ова е едно многу посебно место за Свети Николе. Од овој врв тука се гледа и Ново село, на Штипјани добро познато и стара населба. Од горе го гледаме и истоименото училиште во кое е учел Гоце Вделков. Не знам, Боби, веројатно сме растени у други услови, друга атмосфера, не води желба за нешто да направиме. Денеска со Боби тргнавме за Свети Николе. Нашата тура денеска ќе започне од таму. Свети Николе се наоѓа во срцето на Овче поле, еден од најсушните, а воедно и најсончевите региони во Македонија. Низ историјата, овој крај бил познат по земјоделството, сточарството и старите каравански патишта. Централниот и источниот дел од Македонија се региони што со векови биле важни трговски и културни точки. Тука се уште може да се почувствува оној стар македонски дух. Според некои верувања постои една легенда поврзана за оваа место. Во Свети Николе постоеле околу 40 цркви. За време на османлиското владење сите цркви биле уништени, само единствената која останала била црквата Свети Никола. Затоа и името на овој град е Свети Николе. тука чувството е поразлично. Некако се е лабаво и опуштено. Па брат, види, Свети Николе, иако е мал град, он датира од многу одамна уште од античкото време. Так. Сега, пошто ние многу и не знаеме, се договоривме со нашиот пријател Гуру Харе да ни објасни за неговото родно место што може повеќе. Пријателе, здраво! Екипа, Како си? добре дошли. Каре, брате, кај си ми добре, најдобре, како си добри? Еве, Дојдовме до кај тебе. одлично. Баш ми е мило да ти кажам. Што да ви ни- текне и на Свети Николе. Така. Види, Ние сме си комши. малите градови кријат и најголеми легенди, тоа 100% Тоа е знам. точно. И најголеми Тоа е точно. тајни. И најголеми Точно тајни. и убаво и да се знаат, да ги чујат и другите луѓе. Вака на прв поглед, Свети Николе, тоа и Боби го кажа, делува многу мало и тивко, но доста и природно место. Што може Гуру Харе да ни каже за некои од легендите за Свети Николе? Слушај, јас како такво место го памтам и се уште ми е мило што го има сочувано тој дух. Секој кој ќе дојдам овде, ми е многу спокојно, пунам батерии, одмарам, едноставно времево тече малку поинако отколку во Скопје. Во врска со легендите, има живи легенди, мои пријатели овде, а има, например, познатиот Ѓуришки манастир, као деца идевме обавезно. Се надевам дека уште ја држат таа традиција за 1 и 2 мај, со шатори се логоруваше 2 дена. Тоа звучи интересно. Прекрасна шума има околу, знаеш. Има еден историски локалитет Бела Зора, што допрва треба да се открие и кога би се открил сосема, ја мислам дека ќе биде во светски рамки атракција, бидејќи се работи за пајонска или пеонска населба 6000 години пред Христа. Тоа е доволно Тоа е интересно. сериозно, затоа велам во светски археолошки рамки. Меѓутоа, малку споро оди кај нас, нели, сето тоа откривање и правење, еден ден ќе биде. Инаку околу луѓето, срдечни, гостопримливи, питоми,
На времето имаше, знам дека многу добро сирење. Имаме многу добра пастрамајлија, да се тркаме со штипјани, велешани, со кратовчани. Вечита борба е тоа. Тоа Чивата е- е подобра. Тоа не прекинува, значи тоа е многу сериозна тема да се збори за пастрамајлија. Меѓутоа нашата за разлика од другите е пастрамајлија со јајца. Со јајца. Тоа е разлика. Ете, тоа е. Види, јас сум алергичен на јајца и до сега немам пробано светиниколска пастрамајлија баш поради тоа, но имам слушано, пошто имам доволно пријатели, па и побратим од овој град и многу време имам поминато тука, многу историја имаме испишано тука и многу ми е градот близок за онаа што го збориме. Е сега, сирењето е точна информација дека имаат Така е. многу убаво сирење и дека едноставно самото гостопримливство од самите луѓе се со различен дух за разлика од другите градови. Јас таа нијанса ја чувствувам. Јас сум као прво сум ја шетал Македонија милион пати уздуш и попреко и знам на пример каков е духот во Куманово, Така. какви се тетовчани, какви се битолчани и знам точно таа нијанса кој ги двои светиниколчани. Тука и да имаш некаков проблем, со дечките ќе кажат што е проблем, харе, абе ово е она, се ќе те оправиме. Значи луѓето не им треба нешто посебно. Ја дојди Боби, дојди овој, дојди оној, едноставно такви се, нишеме природно тоа, да ти се најдат. И не се ксенофобични. Знаеш кој ќе дојде човек од страна има негде кај што, знаеш, овде те прифаќаат. Како дел од семејство. Да. Како дел од И семејство. колку можат ќе ти помогнат, ќе те оправат. Дали Хури има Хури. Дали Гуру Хари има план Б? Имам пред да ве однесам на кафе во едно многу убаво кафуле, план Б, ние се наоѓаме инаку во градскиот парк. Еве еден куриозитет, каде учеше од прво до четврто Гуру Харе. Тоа е основното училиште. Тука? Да, еве. Тука беа училиштето. немирните денови од училиштето. Да. Така е, тука. Мостот си стои од тогаш? Мостчето е од тогаш, беше дрвено, сега е поднаправено, кеот е среден, ова ни е спортската сала затворена. Така. Ова е ракометното игралиште каде што тренираше нашиот ракометен селектор Лазаров Кире и неговиот брат. И од легенди ве слушам од моите другари дека и ден денес кој ќе си дојде у Свете Николе на кратко, он ја уште сипал на игралиште да тренира. Значи, за таков лик се работи. Јас жал ми е помлад од мене, никогаш лично не сме се сретнале, а баш би сакал да го запознам. Види, за се у живот има време, ама мислам дека и време да преминеме на кај План Б. Тука. Дечки. На кај план Б одејќи морам да ви го посочам и ова е едно многу посебно место за Свете Николе. Ова е ловачки дом и ова беше се уште активно, гледате, прекрасно е, у срцето на паркот. На времето беше главно место, значи овде се случуваа сите поважни работи, навечер имаше жива музика, значи првите бендови гитари, тука сум ги слушал како клинец од жбуновите, знаеш. Тука се случуваше тој социјален живот на Светениколчани. Инаку интересно е дека има горе неколку апартмани, а позади има боксови, кабини за кучиња ловечки. Уште од тоа време тоа. Да, и многу италијани доаѓаа, се сеќавам како дете да ловат. Бидејќи овде веројатно има зајаци, ребици, таков некој дивеч. Доаѓаа многу овде. Као дете се сеќавам и мило ми е што се уште постои местото и се уште може да се јаде добра пастрамајлија, да си поседиш навечер у жешките денови у парков. Тоа е едно Значи, од традицијата секогаш обстанува кога се држи по рамките на квалитетот. Точно така, не можеш да промашиш. И место кој има душа Харе има. Да, Значи никогаш таа душа не може да се изгуби. точно така. Харе и дале мислам дека здрави Боже кога ќе ми заврши полициската кариера сум у некој помагар да се вратам. Не Куманово, помагар. Ја, брат, не стигнавме надоле до площадот. Ја имам стан као Ристичева палата у Скопје. У зградата главна на центарот на четвртикат. Ја не го продавам. Брат, ја... Мојот побратим е Ацо Преска што беше. Така? Да, мене ми е побратим. Не го продавам станот. Така. Приметувам една работа. Тука у Свети Николе се е чисто и средено. Видиш, со тоа се гордеам, да ти кажам, со моите, со граѓани, да кажам, светениколчани.
На вистина, за разлика од други места, каде што сум одел, вклучително Скопје, па да го тргнем на страна, како што можете да видите, се грижат за таа јавна хигиена и свеста на луѓето е, што уште повеќе ме радува, на високо ниво. Се трудат да го остават чисто. Покрај тоа што службите нели си прават, гледа колку убав уреден паркот, негувани цвеќиња, искосена трева, се. Каде и да прошеташ низ центарот, нема да видиш како по Скопје, например, што гледам фрлани работи до контејнер вамо тамо. Навистина, нешто што ми е многу мило. Ето, Значи да дадеме апел на младите дека треба да ја чуваат природата и дека да ја одржуваат. Слушај, ако самите не го правиме тоа, кој ќе го прави за нас? Не може да има по еден чистач на глава на жител, а на крајот на криштата ти шеташ, ти одиш, ти види дали ќе шутираш. Дали ќе шутираш лименки и кеси по пут или ќе ти биде вака чисто и фино. Точно. Тоа е. Идеме на кафе. Ајде. Правиме нешто малце поразлично и треба да изгледа поразлично, затоа што на Шанк сега го префрлуваме низ Македонија, ги представуваме убавините на Македонија, си ја тераме кампањата да си ја сакаме Македонија, да се запознаеме со нашите луѓе низ Македонија, затоа што Македонија, да не кажам, е расат на таленти, на музичари, на глумци и на све останато. Денеска сме Свети Николе и тука е кој друг ако не Гуру Харе. Слушај, здраво. Ја идам само на подкасти што се викаат убавината на Македонија. Така. Ево, од мене. Така е. Тука имаш две лепоти, легенди. Живи легенди за тоа, да. Слушај, додуше, ја не можам за мене да кажам за убавината на Македонија. Не можем ни ја, него ајде, да се нашалиме. Да се најдеме умовет. Харе, како си, брат? Одлично. Секојаш кога ќе си дојдам у родното место, се чувствувам као на енергетски извор да сум. Тука ми е акумулатор за пунење, штекер. Тука се пунам, знаеш. После Скопје, после агендите, трчањето кога ќе дојдам тука некако. Скопје се трошиме, ама вака се пуниме, се трошиме. Скопје е брз град за живење и е. Кој што сака нека каже, ама троши, стварно троши. Троши, бара енергија. А тука е некако си има душа овие места. Да. Целта на нашава кампања е да представиме дека во Македонија имаме преубави места, преубави градови каде што така може да си ги напуниш батериите лабаво, брат, каде што никој не може да ти врши трње на глава, да се опуштиш. Тоа е голема вистина, ја низ кариерава, можда не сум го прошетал светот толку, Македонија имам завртено 50 пати со свирењето уздуж и попреку. Така. И стварно треба тие места луѓето да ги знаат, пошто се навистина посебни, сега да не биде клише ова. Кога ќе дојдат, обично викаат еј, од каде? Има. Значи, како и да фатиш, сегде има како беше волшебни на места. Копник ќе најдеш, не знам, историја, еден куп историја кај нас. Ама ние сме малце, знаеш, инертни, некако туѓото ни е стално поатрактивно. Или ќе чекаме некој друг да ни каже колку ни е убаво. Ако ќе ни каже, дури тогаш ни текнува. Еве ние значи и по толку, имам 45 години, се у август. Значи ние, еве сега како идеме по градовите, дознаваме многу работи што стварно не сум ги знаел. И затоа се обидуваме да допринесеме да се дознае тоа, да се имаш прекрасни луѓе низ градовите што ја знаат и можат убаво да ја представат историјата и на туристите, а и на самите нас. Ние дознаваме дека имало лјарници, ковачници за пари и уште не знам што ти не, а ние тоа не сме го знаеле. Кратово, Паланка, преубави манастири, преубави историски. Слушај, ние сме, човече, у Библијата не пишува, значи овде што викаш кај да копнеш, ќе најдеш историја. Чуда ќе најдеш. Така. И тоа е малку наша негрижа, кој ќе кажам наша, генерално што не знаеме приказната на светот да му ја раскажеме, знаеш. Так, и не можеш да кажеш дека некој град не е познат по нешто. Не. Например, Свети Николе е толку богат со историја, а овака лаички од страна, па нема кој знае што у Свети Николе. Не е точно дека нема Свети Николе. Да ти кажам, не ме фаќај за збор, не знам пред колку години почнаа со истражување на едно место, на некои 4,5 километри од тука, се наоѓа едно село Кнежје и до него има локалитет и се вика Бела Зора. Локалитетот. 6000 години пред Христос. Пеонска населба. Старо племе, пеони живееле. И горе е веќе откриено
Така. Целото изгледа као кула некаква као тврдина. Меѓутоа знаеш колку средства има музеј, како сето тоа иде вамо таму, треба Некако пари за покажуваме да се... негрижа спрема историјата, Харе, нели брат? Така е. Голема негрижа. И не е истражено до крај. Да не зборам, не знам до каде се работите, ја обично одам таму бидејќи има најубаво изгреј сонце и зајди сонце. Так. И од таму горе се 360 степени да се свртиш, гледаш хоризонт. Друго што приметивме со шетање низ Македонија, дека помалите градови и места ја чуваат историјата на државата. Не дека поголемите градови немаат нешто содржински, ама 90% од историјата е во помалите градови. Сегде во светот е така. Или понастрана од градот, или така нешто, да. Поприродно е да остане зачувано, знаеш, Така. да остане конзервирано. Ти и духот на еден народ поише ќе го најдеш у помалите места и у таквото и јазикот изворен и се, Така е, отколку во така е. големите урбани средини. Пошто е тоа подложно, нели, на глобализација. Така е. Во големите градови сите луѓе личат еден на друг. Да. Озбилно? Каде су Кина? Да. Го знаеш тоа? Кој прашал тој кинескињата, бе вика кој ќе раскинете вие, кузне колку ти е тешко, вика сите ти личат на бившиот. Вика, зашто кинезите вака, нели, им се очите, вика. Знаеш? Јао, пакли Орис. Харе, музиката само те подмладува. Значи, колку повише концерти, толку помлад изгледаш. Фала ти. Да. И тоа, пази, не сум дотеран, не бев кај мојот стилист. Да. Сакав да изгледам Мојот спонтано стилист- и природно. Мојот стилист не е пластичен хирург, Да. така да колку. Ја имам кај мојот бербер у Скопје, Фуфо, другарот мој, и ми вика, брат, вика, да ме средиш малце по да изам, вика, тоа кај му кажеш са пластичен хирург, Ја кај мене е толку, да. Бове, не знам како ти кажам, и уште една работа. Колку поише време поминува, све поголем апетит имам за одвај, Нели? чекам концерти да дојдат, да свирам, не знам. На времето, знаеш, на Муавет Малски, шо да вие Ролинг Стоунси, сега на 80 години пари ли им треба, што не ни беше јасно зашо свират. Така, да. Сега ми е јасно зашо свират. Дека- Не е ни за пари, ни за ништо, едноставно Така е. тоа е, што викаш, И ова ние што еликсир го на правиме животот. сега, и ова ние што го правиме сега, значи буквално го правиме со ентузијазам. Имаме некои поддржувачи, меѓутоа ние решивме дека ние ќе го направиме ова. Се дали ако сака некој да не поддржи, фала на целиот Да, проект. а и ако не- а ако не, ние решивме Нема- дека ќе го правиме ова. Пази, цел живот сум тргнат така у музиката, Да, ја не сум тргнал у музичка школа да идам па да се учам за музичар, јас сум тргнал од бунт. Сум земал гитара, знаеш, на стара И школа. револтот си бесот го изтеруваш преку да. гитарата, да. И до ден денес ми е добро. У животот тргам секогаш од тоа што јас стварно сакам Така. и што уживам. Знаеш, ме води некаква интуиција и фала му на генералниот. Не ме Одлично. оставил ни Не се без жалам, лепче, ни ни јас. без ништо, не. Така е, имав еден другар, викаше, погачата не ја јади сам, него подели ја на 5 дела. Зошо? Затоа што ако не ја поделиш, прво ќе изгубиш 4 другари. Така. А денеска ти ќе се наедеш, ќе се преедеш и ќе те боли стомак само. Утре пак ќе си гладен, само разликата што ќе немаш 4 4 другари. другара, да, прекрасно кажано. Да, и јас од таа филозофија се одам, ајде да сме живи и здрави, ќе се реши нешто, значи секогаш, знаеш, мултимилиардерите викаат едно 2 милиона овој ден да направиме, нели? Да, кузнен колку им е тешко и нив бе. Да. Он треба 2 милиона да направи, ја и ти не мораме. Знаеш како викаше? Супер ми Вика, е. вика, на комшијата му го украдал Поршето, вика, добро, па вика, знам вика колку е тажен, зошто? Па знам како е да немаш Порше. И тоа е добро. Да, така и ние знаеме како да немаме 2 милиона, брат. Не знам, Боби, веројатно сме растени у други услови, друга атмосфера, не води желба за нешто да направиме, Да знаеш. ставиме некој трак. Да. Значи, Гуру Хареја, еве, цел живот те памтам и по свирки, и по музики, и по концерти и све. Значи, се збори Гуру Харе. Значи, си оставил трак. Ја кажам често, покојниот Балашевиќ викаше, што е живот
кога ќе отидеш на гробишта, имаш година на раѓање и година на смрт. Таа мала цртката измеѓу тие две, тоа е живот. Ѓорѓе, да, знаеш, и така да мислам дека затоа треба пред се да бидеме луѓе, да направиме нешто. Па на крај за државата. Ние правиме, не на крај бе, зошто? Ние на почеток правиме. На почеток. Ние сме си македонци, си ја сакам државата моја. Немам проблем со тоа. Цел живот, се што правам, да. Гледам бар ако ништо друго да не ја обрукам. Разбира? Така е. Творам на македонски јазик. Така е. Ево и со Игор, пред тоа со Банкрот Блуз Бенд. Меѓу време да не ги редам со Тоше Проевски. Така. Бодан Арсовски езги оркестра. Да ти кажам, некојаш сум размислил. Немој да бидеш скромен, брат. Не е до скромност. Јас знаеш како гледам на тоа. Јас сум имал, кој ќе ме прашаат што ти е најголем успех или тако, ја му викам фала на Бога што ме наместил у животот да ги сретнам сите тие луѓе и да работам со нив. Замисли што значи да си човекот што ја направил првата група за Тоше Проевски, да свириш со него. Сега од оваа дистанца, ја имам чувство како на некој друг да му се случило тоа. Ми веруваш? Као да гледам. Харе, брат, може затоа што сме скромни, брат. Не знам, едноставно као нереално ми е тоа, као, знаеш. Така е. И некој кој ќе каже, еј, човече, па ти ми се јавуваат, не знам, на оглас од Хрватска, дали се продава гитарата, тоа е мојата гитара, со која е отсвирен последниот концерт на Тоше. Ја никад не сум гледал на тоа така. Како викам да ти ја продам, тоа е гитарата моја, Таа гитара душа им. А овој не питам вика колку. Не прашувам за цена. Така. Ама има некои... Знаеш, они у тоа гледаат некаква реликвија. Така. Главното е тоа што не може да го врати никој, е тоа што ти си го имал со човекот. Така. Ја, например, еве сега со ова што го правим и со подкастот, мене ми е чест и задоволство со такви величини да седам, да правиме братски муавет, затоа ти викам, се разликува подкастот, ти се обраќам со брат, не е нешто... Па, Боби, секој сме си имале таков однос. Така сме си имале таков муавет. И такви треба да си бидеме. И такви остануваме. Значи, не дозволив, еве, и покрај каква таква некоја популарност, ја не дозволив да се сменам. Јас и понатака знам со децата мало да играм фудбал, понатака 20 дечиња со сите 20 ќе се исликам, ќе застанам. Може ли чиче еден виц? Може, не никаков проблем, значи. Мене ми тоа исто најнормално и најприродно. Чудни ми се тие другите што знаеш. Глеј, јас нели работам и у полиција. Јас и со колегите зборам. Еден ден треба да се соблече таа униформа. Многу е битно како и да образ прошеташ на улица. Така е. Тоа е. И јас, например, кога завршува работа, комплетната опрема ставам на работа. Така е. Ја искачам човек. Ти си Боби. И славата ќе помине, и тоа ќе помине се. Ако добар, си бил како добар човек, си се покажал како добар човек, славата никош нема да помине. Секојаш ќе оставиш у колективната меморија и луѓе што ќе те видат на улица и еве го харе братот или било како. Верувам, знаеш како ја сум роден овде у Свети Николе. Иако потеклото не ми е од Свети Николе. Моите како млади у тој нели се градала државата, недостасувале кадри. Така. И мајка ми се вработила овде позадие гимназијата. Така. Као професор. Да. Татко ми дошол као градежен инженер. Да. Они не знаеле Свети Николе кај е. Прашувале буквално сериозно. За да стигнат. За да стигнат до тука, као млади браќен пар. И јас сум роден тука. Така. Меѓутоа ова место излезен сум од овде од 10 години. Так. Сум отишол у Скопје. Животот ми е таму и се ја ден денес кога ќе дојдам тука, сега да прошетаме доле, моите другари си се тука. Да. Не сме си изгубиле ние ништо утако. Тоа е. Дури сум стекнал и запознал млади луѓе као Бојан, например, Така. следна генерација, знаеш, и тука ми се сме свиѓа. у план Б. Седиме у план Б. План Б. Стално имаме Прво план Б. поздрав до Боки. Секогаш мора да имаш план Б. Бојан морам да го спомнам, пошто он е многу помлад од мене и ми е ново пријателче, да кажам, стекнат овде, меѓутоа еден од градските луѓе у Свети Николе, кој на вистина несебично се труди. Дали
дали се ангажира у мотоклубот, дали се обидува да го крене кошаркаскиот клуб, дали се обидува да ги анимира младите овде, им носи ја мислам музика, дека концерти. еве, го почитувам братот, поздрав, значи у Свети Николе дојдете у план Б да не дојдете нема шанс. Епа, ова што го збориш, ентузијазмот со кој ја и ти си Така е. ја правиме таа работата, еве ониот таа следната генерација луѓе што го има тој дух. Ја харе исто кај мене. Теретана направи Ете, светска, така, разбираш? Ја исто така харе кај мене у емисијата на почеток, сега втората сезона ќе биде уште поизразена, помагам на деца, млади, на пример автори на книги, каде што на гостот му давам книга од унаводници не непознат автор, не може автор да биде непознат. Меѓутоа многу со потешкоти да се пробие во тој свет. Така е. Затоа што исто и јас го сакам ентузијазмот, и јас им кажувам и на децата со личен пример дека ја не сум успел преку ноќ, напорна работа, не е дека не сме паднале 100 пати во животот. Значи како беше не е битно дали знаеш да паднеш, колку пати ќе станеш. Колку пати ќе станеш? И мислам дека те поддржувам 200% затоа што гледам сега многу кратко, ја го познам него од поодамна, меѓутоа долги времиња, години не сме се виделе и ми се допаѓа затоа што го заживува Свети Николе, му дава некоја душа Ете, што фалела додека те можда. чекавме тебе, ми раскаже, не, ја нема да му ги кажам плановите, он ќе Така. си ги каже кога ќе дое време, ама целиот е со идеи, со Така нешто е. и се му е поврзано да направи нешто за да сврти внимание, знаеш, не го прави од Интерес. интерес. Така е. Он си е доволно успешен во се тоа ги што го живи, прави, да. знаеш. Знаеш, еве се, например, и ние што го правиме, ова и ти што го правиш, например, за популарност. Друже, ја доволно сум си популарен, мен не ми треба сега, значи, вие го знаете Крушево, ама не го знаете од гледна точка како јас што го гледам Види, Крушево. младите денес имаат едно извртено мерило за популарност. Така. Популарноста треба да си дојде као резултат на нешто што си го правиш. Мака труд, мака, да. Јас сум си тој, го правам се. Некогаш сум повеќе под рефлектор, поинтересно е, некогаш Така е, не сум така. толку, ја не престанувам да си бидам харе и да го терам тоа. И пони се разочаруваат, харе, брат. Одма се Да, разочарував. на првата сопка, не Да, бива. да. Не бе, друже. Значи, и у бизнис... Сите сакаат на она талент шоу да се појави, сите Ајде, бе, да сега паднат него Боби. мртви тука Да. и да кажат вакво нешто не сме виделе никош и од тука дале. Чекај бе, сине, не иде Ја затоа и така. дам кураж и ги поддржам. Ја не сум најдобриот кажуваш на вицеви у Македонија. Не сум и најдобриот водител, не сум, не знам како. Ама охрабрете се, почнете. Да, бе, да. Ја не гледам конкуренција. И бидете Се си свој. Па така е, направете нешто свое. Значи, ја 100 пати го кажувам секоја беа кај мене у Кумано, копирањето многу ме нервира, брат. Значи, мене ми е окей. Човекот у Србија си направил своје шоу, ја немам ништо против, немам замерка. Но зашто го правиш тоа у Македонија? Ставаш две слики, кој е поуспешен? Карикирам, Гуру Хари или Игор Джамбазов? Чек. Неспоредливи две величини. Оптеретени се со споредување и со такво тоа. Бе, поентата, не знам се, ајде, ја не знам како ќе звучам и како ќе ме сватат. Поентата е да се најдеш ти. Така е. Кај си ти у муабетот овде? Ти да се најдеш да се изразиш. Што имам ја потреба да се споредувам со овој или со оној? Ти си ти, јас сум ја. Така е, ама и двајцата Кој е сме... болji? Чек, прво неспоредливо и двајцата како? сме успешни на... Да трчаме на 100 метри може да видиме Така кој е е, болji. така, Побрзо, така, овој, да, овој не да, е тоа. да, Ама друго, што да се споредуваме ние? Јас ја терам мојата работа, ти си Така е. тераш твојата, тој си ја тера Крај твојата. на денот, значи, и двајцата си имаме своји публики и своји... Ова е важно да го кажеме, затоа што баш младите да сватат, се деморализираат. Да, така. Ако одма не падне некој у несвес, леле, ти колку си... Чекај бе, сине, биди, гази си го патот, полека, ќе си дојде само што е твое. Како беше трпение, спасение. Да. И јас затоа викам, например, ја не сум успел преку ноќ. Јас сум на у јавност 15 години, виш. Значи, и јас им кажам, еве, можеби кариерата ми букнала последните 5 години. Ама ја не сум се откажал 10 години. Абе, Боби. Сум пливал, сум плутал, брат. И никој да не ме знае сега. Така. И од тука надале ни концерт да нема, ја палко ќе станам од Цабајле, пак ќе си ја земам гитарата, бе, брате. И јас сам Ме кога се разбираш? будам, викам, кога треба да му го разубавам денот со некој виц да го опуштам, или јас за мене сека не мора никој ни да, на пример у продавница на продавачките жените работат, да не кажам скиснати цели. Така. И сега кажуваш виц и она од таква
тужна фаца, одеднаш се смее. Тоа е најголемото нешто што може. Некому си му направил барем моментот. Барем на еден. Да. Ја викам барем на еден да му го разубавам денот. Денеска за мене е тоа најголем успех. Тоа е, не знам, нема некоја тајна, што знам. А ако тргнеш така да се мериш, знаеш, за жал, влезени сме у една таква цивилизација, знаеш, кај што се покажува колку прегледи или ова, на крај на денот уреду е. Прегледите ќе ги прочитаме, тоа се бројки, како вика Боб Марли. Ако тргнеш, вика по парите. Парите се бројки. А бројките немаат крај, вика. Кога ќе бидеш среќен, со колку? Да. Што викаш милиардерот што ќе стане денес и вика ја морам 20 милиони долара денес да заработам. Така е. Ние не мораме. Ние не мораме. Да, ние такви кошмари немаме, брат. Па не, луѓето се склони да гледаат само една страна од нештата, знаеш? Тоа си Харо право. Колку му е доста на некој човек, брат? Не знам. Не, да. Ја, знаеш, се правиле муавете, нели, македонската политика, не навлагаме у политика, сум кажал у мој подкаст нема политика и додека ја работам без разлика јас лично и приватно у кој правец терам, политика тука нема. Општо 30, еве да кажем скоро 35 години македонска држава, колку му треба на еден човек да украде за да му биде доста. И јас имам една смешна филозофија, пошто се ми е на смење, е вака. Ти и жената сте едно. Имаш две деца, значи тројца сте, на 3 места. 1 милион за викендица, 1 милион за јахта, за коли и 1 милион на сметка за камати. Тоа ти се 3 милиона од една глава. 3 глави 9 милиона, 10 милиона, а 200 милиона бе брат. А дај остави луѓето другите да живеат. Не бе, тоа е некоја краста изгледа, ја не сум ја осетил животот, ама изгледа дека е некоја зараза кај што не можеш да се пуштиш више од... Мислам дека политиката кај нас лошо ја разбираат. Политиката кај нас, уствари, странство е политиката, луѓе што стварно се занимаваат со политиката, а кај нас политиката се гледа како не извор на енергија, него начин за успех. Што ова е опуштена варијанта, тука сме нели у план Б, мирис за $1.000.000. Пошто ги спомнате милионите, Изолате, брат, сансура, нашите подржувачи и мора да ти представам нешто револуционерно. Дечки, фала бе, ке ме разгалите. Ова ти е анти-ейдж програма. И ја те видов на раката и ми се виде као ние од Enterprise што бе. Викам сега Боби Кузни што ќе ми прави, ќе ме чипува. Ова ти е биоинформатика, центар за биоинформатика. И Џамбазов некња ми се слика на видео, ми пушта, глеј брат, викам брат, ако си киднапиран, трепни 3 пути. Не знам, викам што му направиле. Ја што му викам, значи викам Џамбаз, онели за година ден оди у пензија. Да. И викам, му го давам ова, вика, у пензијата, а не, врати го, зашо? Помот ки излезаш, нема ти дадат пензија. Бебе, тоа. Они значи имаме ординација на средноводно, каде што ти прават скен на тело, спрема тоа ти прават персонализирана терапија со кои ти прават регенерација на организмот. Ова е новата антиејдж програма, значи биомодул, го забавува старењето и такви работи, значи ставаш, се носи 10 дена, 30 внатер 30 дена, го подобра здравето, се бори со заморот, дава енергија. Така. И верувам оваа програма затоа што јас лично ако го чувствуваш као придобивка, имаш повише енергија, знаеш, малце си некако поопуштен и е каде подобро. Фала ти многу. Ќе го користам. Не треба баждарење персонално, така? Не, брат, не. Ако сакаш, например, ако имаш потешкоти у организмот, одредено нешто. Да, можам да ти закажам скен и ќе ви направат како се треба се да биде. Супер. Тука сме, значи, и за уште една тема што сакаме да направиме, како муабет, творењето или пишувањето на нови текстови и песни. Дека младите малце закасуваат, може последната година дена се случуваат и нови работи, ама малце како да, како држава последните десетина години, како малце да се изгубиат добрите текстописци, добрите музики. Дали мислиш дека технологијата малце го упропасти тој дел? Многу го упропасти. И сега со најновото ова што го гледам, па дури им се чудам и на мои колеги, искусни музичари, се вика, чекај да не сгрешам, Суно. Тоа е некаква програма што се рекламира. Така. И може ја и ти тука да си отпееме најбезвезе нешто, и му праќаме него и му викаме направи у реге, направи ова, абе ти прави цели оркестри, гласот ти го прави као славе име, разбираш? Так. И се прашувам,
Што е поентата у индивидуалноста? Јако, не знам, тресам, Ѓорđе Балашевиќ го спомна. Ајде него да го спомнеме. Абе ти кога ќе го чуеш него, ти фактички преку неговата музика и неговите текстови ги гледаш душата негова, човече. Така е. Значи се поврзуваш со Борат Шорба. кој сакаш. Да, кој да, сакаш да, од тука па до Боб Дилан, да не ги набројуваме. Така. Ти се поврзуваш со душата на тој човек на тоа ниво. Така. А овде слушам, не знам, некој е совршен глас, наштиман и тоа, нема ништо човечко у тоа. Знаеш. Нели не те наежи песната кога ќе ја слушаш џабе? Ова не може да те наежи, ова може на лошо да те наежи, пошто мене ми звучи како на обдукција, оние кои ги гледаш со неонки, ладни, жими свети. Да. И ја се зафркав, имаше една многу јака филозофија за колите. Порно колите беу шарени бои, се само црна, бела и сива. Да, некои други боички има сега. И сега почиња. Иначе до пред 2-3 години беа сиви, црни, бели, значи и кажа вика зошто бевме повесели. Ги прикажуваат колите од 80-тите, портокалови, зелени. Да, па и облици се сеќаш од Куба, се на Куба се сочувени. Така. Која ќе видиш, ме праша и за младиве, како прво македонскиот јазик не го знаат. Да. Ја гледам деца Почна што со си играат. онодуе, направи. Деца што си не бе брат, бар онодуе да е. Да. Ја ги знам сите, бар знам да излажам на сите дијалекти македонски, мене ми е многу интересно тоа. Така, Знаеш, да. Па тоа е имам слух богатство. и Да. тоа е богатство. Да. Англиски си зборат. Да. Од 4-5 години, јас си мислам некои дипломати да не дошли у зграда да се преселат. Ајде Јоване вика, ајде те. Англиски си зборат меѓу Да, не себе. сакат ни македонски да зборат. И што сакаш? За да пишуваш песна, ти треба го сакаш јазикот. Така е, така. Знаеш, Дали српскиот јазик е малце побогат со фонд на зборови и затоа можеби римата таму некако. Пошто ја пишувам детски песнички, брат ни Џамбас ми е рецензент на книгата. супер. 40 Не знам, детски песни. пази, не сум толку стручен. Српски учевме ние у четврти, у пети у школу. Ја имав. Значи А учев. кај нас не беше задолжителен, него како изворен предмет, беше домаќинство и српско-хрватски. Кај нас си беше баш предмет. Така. Меѓутоа пак нема да си земам сега за право да го коментирам, бидејќи не го знам толку добро, знаеш, не ги знам ни тие падежи, ни вамо тамо. Поентата е дека до појавата на времето на Архангел, Да. луѓето мислеа дека на македонски не може да се напише добра рок песна. Да. Се појави Архангел, еј, Можело. епа еј, Ма многу сме некако како не народ, како народ пасивни, брат, некако скоро за сите работи. не е сиромашен јазикот. Како би ги имале бе Блаже Конески, Да. Гане Тодоровски, А зашо не ли Не не се знам. мисли? Не зборам на мене и на тебе, него Анте општо. Поповски, Михаил Така е, Ренџов. така е, Човече, тоа е ризница бе на поезија и на пишан збор имаме ние. Така е, така. Ама зашто, на пример, пак викам, дали сме малце мрзливи, не знам, А сме. И мрзливи и инертни. и сирџи. Страшни сирџи сме, харе, Тоа е брат. да си признаеме дека сме такви. Страшни сирџи сме, брат. И знаеш како често пати имаме обичај да кажеме овој ни прави проблем, не чекај. Ај малце вака прстето. Никогаш, значи прв чекор, ја мислам дека Види ти што правиш да видиме ние што сме направиле. прв чекор да направиш нешто со личен пример да покажеш дали како треба или како не треба. Единствено. Секој кога би тргнал така, многу поинаку би било, знаеш. А ние, знаеш како беше, ти се смеам за раската у око, а ја греда имам. Гредата не си ја гледам Не у се својот. гледаме и мислам дека тоа допринесува малце да бидеме и така пасивни или ја еве гледам во светот на хуморот или еве во творештото, некако годините наназад го доведоа народот до апатија некоја и каде што заборавивме да се смееме, заборавивме да се израдуваме на добра песна, на добра музика, заборавивме се и се што. И дали мислам дека тука е муабетот дека континуирано народ некако заборави на све, брат. Многу си Можда- во право, тоа е да. така. Дали се тука да ги обвиниме условно и социјалните мрежи, појавата на телефоните, бар за децава зборам, Да, знаеш, ние сме пак колку толку користиме сето тоа, ама ние сме пелцовани, не може нас толку да не Имавме така. и телефон со двојник, спуштиве брат, треба да се јават. А ја и памтам време, као 8-9 годишно дете у Свети Николе, имаше постари батковци, ќе се собереме 10 деца околу нив и подмочани сидевме од смеење дома, вака, на гаките со подмочани, вака сме се држеле. Беше чест да ме прати да му купам цигари.
Да, ама и да видиш ти какви хумор, Така, муабети, така. па се знае кој како, па локално што се десило ќе се прераскаже. Така. Па ќе се додаде да се направи да, прича посвежа. И саборно се живееше. Да. Веќе тоа го нема. Ја на ќерка ми не можам да ја објаснам дека ние бевме 30 души друштво. Машко друштво и женски друштво. Така се дружевме, нели? Така И беше. кој има систем, дек, ступ, значи тој Идеме кај него журката кај се прави. него. Ја и мора да ти кажам, брат, една зафраканција буквално. Нели време на криза, стечај беа, затекнав ја. Јас сум една X генерација каде што све живо затекнав. Бога ми, и све ти транзиција, и пројде све и преку глава. затекнав и Југославија, затекнав и све. Ако сум бил дете, затекнав дека и до Крајинска гора патувавме со лична карта. Така, Значи, и нели почна се затворија фабриките, луѓето се сноѓа, нели шверцува од Бугарија, од навака натака, кај наш другар идеме и се мајка му вика: "Слушајте, ние одиме, немојте да ви има некоја пиздарија овдека, не, таман работа готово." Они преку врата, јас од дома системот ставам, журка. Се изнесуваат теписони, регали, се поместува, собата се празни, тука се дешава журката, знаеме колку ќе дојдат, 30 сабајле, се враќа на место, седиме ние и вака гледаме телевизори, мајка му. Ете, гледаш и на мужа збори. Еве гледаш и деца колку су добри. Мирни, каде ги оставимо, тој ги најдемо. И јутре давај татко. А ви идиоти. Вика, што сте приличер? Ништо бе, седемо. Чичко не знам кому беше име. Да, кажа комшија, еден автобус женски стовариле овдека. Ама имаше душа и дружење. Кампувањето со шатори по Бове, и знаевме да се радуваме на себе. на многу мали нешта се радувавме. Се радувавме. На ситници. Тука има, веќе, Свети Николе има едно познато излетничко место, Ѓуриште се вика. Така? И тоа е многу убава природа и традиција беше за 1 и 2 мај да се оди со шаторчиња на Ѓуриште. Така. Бе, нас ни беше тоа настан бе, прв пат кога пораснавме да идеме сами на Ѓуриште. Да. Шаторче, па кузне како сме го наместиле, па ноќта ни заврнало. Мокри. Абе, мокри, измрзнати или уши ти пукаат од радост, па ќе доеше цел град горе, па се носеа што викаш од манастирот струја, па систем тука. Па така е, па знаеш кој тогаш беше у мода радијата со светилка горе, ти Од- тек да. со антена. И тоа беше журка за, па колку бевме задоволни. 3 шатори, по 6 души собираше шатор покрај река. Знаеш, што ќе извлечам као заедничка точка, збориме како сме биле срекни и радосни. Саборноста. Не може да ти го замени присуството и контактот со човек ништо, бе, друже. Може да зјапаме ја и ти у нашите лајкови или ме лајкови колку сакаш. На крај, кој ќе го спуштиш ова чудо, празен си. Така е. У денот седни едно кафе написе со Си побогат за едно искуство. Да, или 5 минути со касиерката муавет Весна како, шо, знаеш? Така. Јас све налично си. Исто Таков и јас. човек. Ја и на тебе ти се обраќам со брат, со Нова самопослуга не ти пресирам. отвори, жена ми вика, добро бе, која ги научи веќе за недела дена, вика тако, не знам, тако сум, идам на тој, ја животот лично го доживувам, бе, брат. Исто. Си го живам, значи знам да си го живеам животот и тоа е Кај да влезам, ја си правам контакт со личноста. Така е. И не оставам, на пример, ништо да биде како не гледам од висина, брат. Не, внимавам, значи збориш со жив човек, што си има чувства, што си има и он некакво расположение, што си има ден, која е професија да ја гледам да Ја и на колегите на работа им викам да го испочитувам. луѓе, да бидеме коректни. Ти си го стопирал човекот, ти не знаеш тој човек ни што споминал тука. Да. Едно добар ден нема да ти да те Сигурно. подјаде, ништо нема да ти Сигурно. направи. Значи, добар ден господине, како се, па сега на крај не штукнал светот, повели документи, убав ден, пошто сум слушал многу разни приказни на и 90% вистините. Има што сака некој да манипулира, ама 90% зашо ти не знаеш тој човекот сабале што му се случило. Мајка разболена, дете во болница, он не знае кај иде и сега ти уште ти да го товариш од озгора. Боби, Секогаш едно добар ден и еден насмевка на лице многу значи. Тоа е главно. Ја времена назад го имам тоа разбрано. И јас се трудам од моја страна да пуштам таква енергија, да придам така. И фала му, пак ја речам на генералниот директор, такви луѓе и ми праќа. Што зрачиш, тоа привлачиш. Како беше? Такви луѓе си запознавам, такви луѓе се околу мене и тоа е. среќен сум многу. Така е. Ме така е, разбираш? Така, и продолжуваме така. Тоа- Каре, брате, фала што беше мој гостин. У некоја, видиш како помина скоро еден сат, лабава Помина атмосфера. сат? Да.
Ја и ти имаме уште еден заеднички пријател што сакам да го поздравам. Така? И што ми е страв да му отидеме, пошто ќе почне да реди астали и софри. Ај, да го поздравиме Пуже, Мечкуевска куќа, Гоце нашиот Пуже. брат. Значи, Тој е исто еден човек, пази, цела Македонија малтене го дозна Свети Николе преку Гоце Пуже. да, да, Сега го имаме и план Б. така. Уште неколку такви работи. Веќе знаеш, Свети Николе ќе се издигне пак. Да. Од пепелта као Феникс, да. Ја и неќам многу да се издигне, пошто јас си го сакам овој дух. Како што си е. Знаеш, Така. го памтам од дете, си има еден континуитет, си има еден свој шарм, Така. има еден спокој, едно почитување. Ја одамна не сум сретнал, например, кога ќе седнам кафе да пијам, помлади деца кои ќе дојдат, може не ме знаат мене, мојот пријател го знаат, ќе дојдат и ќе се поздрават. Така. Тоа у Скопје го немаш. Не. У Скопје Знаеш. се е подруга. Така што, па се враќаме на почетокот, и традицијата и културата, честопати и јазикот и се што треба е поочувано у малите места, Да, така е. отколку на ветрометината у Каде што има и големите торнадо. градови. Каде што има и торнадо. Харе, фала уште еднаш. Брате, у секое време. Фала. Фала А и вие, тебе. драги гледачи, гледајте го целиот подкаст. Ајбе, Никола, што ќе одјавуј? Нема одјавување, брат, што? Филм ли снимаме? Сценарио. На Црногорец, филмска екипа снимала и го гледа тука, вика, слушај, сакаш ли бе, статиста ни треба, вика, што треба да ради? Да лежиш, вика, под едно дрво. $200. Сакам, бе. Зашто да? Легнал под дрвото, снимали, утре дента му викат, брат, уште еден ден снимање ќе ни треба, вика. Ама да идеш на оноа дрво. Абе, вика, јесте ви тражили статисту или каскадера? Каскадер. Каскадервото е за него. Треба да иде на друго дрво. Сте тражили статисту или Ти знаеш, каскадера? Црногорец со автобус. Не. И вози се и вика, и дечка, ако сакаш малце понатаму, ме прави кој е понада. Ајш малце понапред, и па бе. И кондуктор вика, дечка, ај још малце. Јас сам ја платио карту да се возим и ходам. Или пешки идам. Ова беше само уште едно поглавје од нашето патување низ Македонија. А сега продолжуваме за Штип. Полека влагаме во Штип, голема благодарност за нашите поддржувачи, Пим Петрол, станица за технички преглед и агенција ИПСА, која врши обука за обезбедување, односно обезбедувачи на имати лица. И у секој град кога ќе влеземе имаме проблем за овие малечки возила како што е ова од Go Vans. А што не очекува во Штип, останува да видиме. Источна Македонија крие градови што имаат посебен ритам. Градови што не се обидуваат да бидат туристички атракции, туку едноставно ја живеат својата приказна. Имам чувство дека овие градови луѓето најчесто ги знаат само по една работа. Да, всушност имаат и многу повеќе приказни отколку што очекуваш.
Штип е еден од најстарите градови во Македонија. Низ историјата бил важен, културен, трговски и административен центар, а денес е познат како град на текстилот, студентите, а и добрата храна. Брат, колку убаво е среден Штип, еј. Неверојатно. Лепота, види, брат. Све искосено, дотерано, клупичке. Кој нас клупу не може да видиш, бе. Скоцкано направено како што треба, брат. Гледа, убавиња. Погледни нагоре. Да. Ајде почнемо да шетамо да видимо што може све да се сними. Сигурно има многу убави работи. Сигурно, брате, Штип е жива историја, брат. Мене ми мирише на пастрамајлија. Види, во центарот на Штип се наоѓа ова убава градба, ова е историскиот музеј на Штип. Сигурно крие и едно големо историско наследство кое искрено јас би сакал да го видим. Така. За жал, музеот денеска е затворен. Работи од 8 до 16. А вие доколку сакате да видите со какви историски богатства располага градот Штип, повелете во некој друг ден и ви уверете се сами. А ние сигурно ќе го посетиме во некоја друга прилика. Во самиот центар на Штип се издига еден од најпрепознатливите символи на градот – соборниот храм Свети Никола. Дури ако првпат сте во Штип, тешко е да не ја забележите оваа импозантна црква. Храмот што го гледаме денес е изграден во 1867 година, но неговата приказна започнува многу порано. На ова место некогаш се наоѓала постарата средновековна црква посветена на Свети Никола, изградена уште во 1341 година. Новата црква е дело на прочуениот македонски градител Андрија Дамјанов, човекот кој зад себе оставил некои од највпечатливите православни храмови на Балканот. Неговиот препознатлив стил и денес може да се забележи во секој детал, од монументалната градба до внимателно обликуваните фасади. Кога ќе влезете внатре, веднаш ќе ја почувствувате тишината и мирот што владеат во храмот, светлината што се пробива низ прозорците, мирисот на темјанот и богатата внатрешност создаваат чувство како времето за момент да застанало. Музеот беше затворен, но успеавме да присуствуваме на вечерна служба во црквата Свети Никола во Штип. Сега нема да има ветар. Пошто е, како се вика, скоро ќе возиме. Колку да идемо, брат? Идеме кај Исавот.
Што е тој? Немам појма. Ќе видим. Тврдјава нека. Спомени, кабапче? Нешто има. Нешто е. Нешто е. Над градот се издига Исарот, тврдина што со векови го чувала Штип. Се верува дека на ова место постоело утврдена населба уште во античкиот период, а низ вековите тврдината ја користеле различни цивилизации. Еј, после цел напорен ден, погледни куде си ме довеа. Дојдемо на Исаро. Што значи овие споменици? Види, ја од тој што прочита, овој со спомен обележја на паднати борци од народно-ослободителну борбу у Втору светску војну. Е сега, кај ќе се искачимо горе, валјда има некои обележја, па и ќе видимо што све има. Чека Ајде. дигнемо дрон. Ајде. Ајде. За време на војната во Штип живееја околу 9000 жители, од кои животот за слободата го положија 814. Комплексот бил изграден во 1970-тите како спомен на штипските партизани и жртвите во Втората светска војна и еден од поинтересните примери на југословенската меморијална архитектура. Тука е тој оган под овие улави води, под овој бигор живот што го плоди, под овој венец од сончеви глави, под оваа далга со карпи што се дави. Со него за убост поубаво е цветот, без него за цел свет посиромав е светот. Крстот не е лесен, пепелта не ни е лесна. Мртвите живеат со нас и со нашата песна. Браво, Петр. Каква богата историја, ми сами не си го знаеме. Дефинитивно да. Али види, колку и да е напорно по слубе. Поглед лево е феноменален. Поглед десно е историја. Тачно. Овај градба ретко куде може да се види. А од овој врв тука се гледа и Ново село, на Штипјани добро позната и стара населба. Од горе го гледаме и истоименото училиште во кое е учел Гоце Делчев. Бар така ни кажаа едни од локалните жители тука. Исто така, од оваа висина се гледа и реката Брегалница. Реката Брегалница од секогаш имала огромно значење за развојот на градот. Токму околу неа се развиле трговијата, занаечиството и животот во Штип. Од Штип да си отидеш, а да не пробаш пастрмајлију, како ништо да не си направија. Видиш што е. А мислам дека и на крај, на цело овој наше путување, треба да дадеме едно оценку. Која пастрмајлија е најболја? Чекаме, брат, овдекле ли ни е крај? Па не, ово е само крај на овој ден. А, на и на овој ден? денешњу посету на Штип. А наше путување ќе иде још и још многу убави места. У знак на поддршку ставете ни лайк на видео, напишете ваш искрен коментар, а ако го споделите видео, ќе ви бидемо и вечити дужници. Е сега ми сигурно ќе пројдемо на едење. Поздрав! Не е лошо, убава. Убава.